Почитувани битолчани и почитувани жители на општина Битола, имам потреба да се обратам до вас. 10-ти ден од кампањата за локални избори избираме во Битола градоначалник и советници. Јас сум Јорго Огненовски, кандидат за градоначалник на општина Битола. Сакам една работа да ви кажам да не се прави истата грешка, бидејќи ние како гласачи правиме грешка веќе 35 години. Гласаме за неспособни луѓе што биле на власт или се уште на власт и повторно сака да дојдат на власт. Послушајте ме добро, почитувани жители на општина Битола. Ова е последна шанса за сите нас. Да ги тргнеме од власт луѓето кои што владеат. Да го тргнеме градоначалникот Тони Коњановски, да ги тргнеме советниците, начело со Габриела Илиевска, кој што е председател на Советот. Еднаш за секогаш, никогаш повеќе, да дојдат на власт луѓе од криминалната структура на ДПМН, СДС, советниците од Левица немаат ништо направено и се разбира председателката, кој што е 4 години на власт, а пред тоа беше 8 години, поточно 12 години е советник за општина Битола Габриела Илиевска. Нема ништо добро направено за Битола, освен што излегува и критикува. Јас ќе се обратам прво до градоначалникот Коњановски. А ова важи и за вас, почитувани гледачи, да го пратите овој видео до крај, ве молам. Градоначалниче, не знаеш и немаш стварно појма како да ја менеджираш Битола. Тоа е лесно да се утврди, бидејќи со твоите постапки и твоите дела, го вика пословицата, делата го краса човеко. Битола 4 години се на власт, пропаѓа, како што исто пропаѓаш од твојот претходник, од твојата политичка партија, Владимир Талевски. 12,5 години по некоја несреќа за Битола беше градоначалник. Се занимаваше со криминал, го осудија повеќе од 6 години. Значи, за жал, господине градоначалниче, нешто немаш ништо направено за Битола, туку си неспособен да направиш, бидејќи пред се немаш познавање за менаџирање на општината. По професија лекар си. Треба да лечиш луѓе. Треба да имаш познавање, се разбира, за да можеш да менаџираш општина каде што има повеќе од 100.000 жители. Менаџерски способности, а ти тоа ги немаш. Напротив, имаш други веројатно способности. А тоа е гласаш да се изгради регионална депонија, каде што 18 општини од Македонија ќе носат ѓубре и ќе не трујат. Не е ли доволно, рек Битола, скоро 50 години што не труе? Ушта немаш отворено да се постават филтери. Ушта немаш отворено да имаме подобро здравство. Да им кажеш на твоите, што сте на власт сега, на Министерството за здравство и на владата, на чело со Мицковски, дека ние треба да имаме болница во Битола, а не мртовечница. Уопшто не се бори за ништо, да не зборувам за економија. Приказната твоја е тажна и едноставна, секојаш викаш дека немаш ингеренции. Но јас велам, имаш уста, имаш очи, имаш уши, да зборуваш, да се буниш, да бараш од владата и од Министерството, не само за здравство, и за образование, бидејќи школите ни се руинирани. Си бил ли по школите во града и по селата? Оди еве го во центаре на 500 метра од општина Гоце Делчев, уништено училиште, елитно училиште. Нешто не те бива, туку не знам зошто повторно се кандидира. Јас да сум како тебе би ми било страм, но за жал ти не познаваш страм. Важно е пак да бидеш градоначалник и да ја да уништиш Битола. Сакам да се обратам до председателката на Советот, Габриела Илиевска. Мене би ми било страм, после 12 години да бидам во Советот и ништо да немам направено, и единствено зошто те бива Габриела е
Цело време додиш да снимаш некои кратки видеа и да кажуваш дека имам огромни проблеми со улиците, со ѓубрето, со вецината во пазаро. Зар до таму си дошла, бе, Габриела? Зар до таму по последните 4 години како председател на Советот си дошла да зборуваш за проблеми вецината во пазаро, ѓубрето, уличките, тротоарите, Драгоро не бил исчистен? Не, бе, Габриел. Немаш појма, немаш никако познавање од менаџирање на градот. Не знам по која прилика и како, со голема измама, бидејќи цело време викаш дека сте вие поинаку и инаку ќе работите и точно така работиш 12 години, заедно со твојот колега Иван, кој што е исто 8 години советник во општина Битола, точно работите поинаку да ја уништите Битола поинаку. Не те бива за ништо. Кое образование го имаш, бе, Габриел? Немаш квалификации, немаш познавање да менаџираш град. Лаборант не може да менаџира град. Си се нафатила на нешто што не можеш да го правиш. Па уште не се срами, сега си се пријавила да бидеш кандидат за градоначалник. Замисли, слушам, пишуваат по медиумите дека наводно одредена група на бизнисмени во Битола, веројатно криминалци, те поддржуваат, бидејќи сакаат ти да станеш градоначалник, за да можат нивните тендери и бизнис сделки полесно да врват во општината. 12 години си, во Битола се зборува и за градоначалникот, Коњановски за тебе, по меѓународот дека работите во корис на одредени бизнисмени, дека буџетот се плачка, бидејќи сепак ти како председател на Советот и советник треба да дигнеш рака за некој тендер или некој да добие работа во Битола. Ние знаеме дека повеќето луѓе кои што добиваат преку нивните фирми работа во Битола и го празнат буџетот, дека се криминални умови. Тие тоа го прават 35 години, плачкат Битола. Тие се богати, имаат супер луксузни куќи, купуваат станови, скапи коли од 100-150 илјади, поќе помалце илјади евра, а ние треба да умираме за леп. Но јас ветувам дека вие како председател на Советот нема да станете градоначалничка, а исто и на Коњановски. Све јас ќе направам заедно со демократи и со граѓаните на Битола, никош повеќе да не биде градоначалник. Затоа што јас морам да кажам за граѓаните да знаат на општина Битола за гласачите. Имам повеќе од 30 години искуство во бизнисот. Живеев во Соединетите Американски држави. Имав 2 компании за производство на филмови. Јас им помагав на луѓето и ден денес работам за себе на берзата. Дипломиран економиста сум. Имам менаџерски способности и знам како да се менаџира Битола, како да ја спасиме од вас, од тебе, Габриела, како да ја спасиме од Коњановски и како една за секогаш да дојдат квалитетни луѓе, како што ги имаме луѓето на нашата листа на демократи. Значи, ова не го кажувам само да го кажам, ова го кажувам, почитувани граѓани гласачи на општина Битола. Дека ова е шанса историска да гласате за демократи, ова историска шанса да имате квалитетен градоначалник со советници, а тоа се луѓето демократи, затоа што никогаш ние не сме биле политичари, никогаш не сме биле на власт како вас, 12 години, советник кој што цело време кука и се жали дека е градоначалникот на Битола Коњановски ја уништил Битола, не може да го среди проблемот со ѓубрето, со водата, не може да среди проблемот со улиците, со вецината по пазарите. А и ти си исто толку одговорна како тој, заедно со сите тие 31 советници. Затоа ги повикувам граѓаните, гласачите на општина Битола,
да дознаат точно и твојата биографија, и на Коњановски, а тие веќе знаат. Се покажавте и докажавте тотално неспособни да ја водите општината Битола. Ова го зборувам затоа што ме боли. Затоа што сум битолченец, роден во Битола, пораснат во Битола. Затоа што бев врвен спортист. Ја представува Битола и Македонија во светот. Во карате бев повеќе кратен првак на поранешна Југославија. Со репрезентација на Југославија, трет во Европа, пети во светот. Имам одлично познавање од економијата и менаџирање. Моето искуство што го поминав во Америка повеќе од 3 децени можам да го спроведам, да ја спасам Битола, да привлечам инвестиции, да се изборам за децентрализација. За ние како општина или општините во Македонија имаме право со нашите пари да правиме што сакаме, а не некој да ни кажува што ние да правиме. Не сме ние комунално предпријатие, само ќе водиме грижа за ѓубрето и за улиците. И ќе се фалиме со бекатонски тротоарчина и кружни текови. Ние треба Битола да ја спасиме економски, да ја подигнеме, да отвараме фирми и фабрики, со тоа да го спречиме иселувањето на младите стручни кадри и повозрастни кадри. Во Битола има луѓе секој 3 месеци одат Германија, Италија. Бидејќи во Европска унија да се оди мораш после 90 дена да излезиш. Тие луѓе треба да ги вработиме овде. Во општина Битола илјадници луѓе секоја година заминуваат во Америка, Австралија и Германија, Енглеска и никогаш не се враќаат. Затоа имаме катастрофален наталитет. Затоа 20% во последна година уписот кај децата првачина е помалце. 20%. Тоа е трагедија невидена. Па ние Битола ќе изгубиме еден ден, само ќе останеме возрастни луѓе и старци. Кој нас ќе не гледа, бре, луѓе? Затоа ве повикувам, почитувани граѓани, да размислите длабоко за кого ќе гласате. Затоа што јас, заедно со Советот, можеме чудо да направиме. Не само економија, да имаме и подобро здравство да се избориме, да имаме подобра инфраструктура, подобро образование, да не ни бидат училиштата толку уништени. Срамота е децата да ги пуштиме во такви училишта. Да можеме да им обезбедиме одлични спортски сали, да имаат дворови каде што ќе можат да се рекреираат и да играат, а некој ќе одиш во дворот како Гоце Делчев основно училиште, да се распаѓа целиот, да нозе да искашиш. И се разбира, да не зборувам и други училишта во Битола и по селата. Во селата тоа се децата за жарење. За не те срам тебе, Габриела, и градоначалникот заедно со тие советници сите, децата да ни учат во вакви услови. Не сте мрднале од канцеларите, освен кој имате по некој состанок, седници што ги викате вие. И цело време приказни за мали деца. Располагате со 40 милиони евра годишно. Кај ојдоја тие пари за 4 години имате потрошено повеќе од 160 милиони евра. Почитувани граѓани, размислете, каде отидоја тие пари? Во некој од вашите джепови, затоа што правите некои валкани сделки со бизнисмените, кои што вас ве подржуваат за овие избори, за да дојдете повторно на власт, за да можете и понатаму. Па нека знаат и бизнисмените и сите, дека јас кој ќе стана градоначалник со ваша подршка, ќе им дишам во врат. Нема ни еден повеќе, еден денар да украде од општината. Еден денар. Ќе повикам све живо и диво на располагање, институциите, јавното обвинителство, финансиската полиција, и ќе си формирам свој тим да се испита вашето работење во последни 4 години, а исто така од 91 да се испита. Битолчани и почитувани жители на општина Битола, сакам да го завршам ова видео со една мисла. Да ве замолам да не гласате повеќе за злото кое владее 35 години во Битола. Гласајте за доброто. Гласајте за демократи.
Гласајте за Јорго Огненовски за ваш градоначалник. Гласајте за советничката листа на демократи. Гласајте демократи. Заокружете 29.